После долго време чекање, жителите на населба Македонка од Штип денеска се ослободија од сенката во која се будеа секојдневно. Акцијата се спроведе за сечење на дрвјата стари со години, кои веќе беа проблем за овдешните граѓани. Денес се наоѓаме во населба Македонка, каде што вршиме отстранување, сечење и кастрирање на повеќе годишни стари стебла кои што се сколнопадни. Оваа акција ја вршиме координирано со повеќе институции, како територијалната противпожарна единица, јавните предпријатија ИСАР и Стипион, ЕВН, Телекабел, Телеком и секако посебна благодарност би сакал да упатам до фирмите Трн Камен 95 од Скопје и фирмата ТИМ, кој што покажа висок степен на општествена одговорност помагајќи во оваа активност. Ставам збор за сколнопадни стари стебла, кој што представува опасност за жителите од овој дел на населбата Македонка и за нивните имоти. Всушност, акцијата ја вршиме на барање на жителите од оваа населба, кој што тоа барање го практично повторуваат повеќе години назад, меѓутоа еве сега општина Штип реши преку една ваква акција, активност да ги отстрани овие стебла и на тој начин да излезем во престрек на барањето на жителите од овој дел на населбата. Она што уште би сакал да кажам дека да упатам благодарност до граѓаните што покажа истрпливост, бидејќи оваа акција подразбираше и отстранување на привремено отстранување на мрежата за напојување со електрична енергија и мрежите на Телекабел и на Телеком. Значи, ЈП ИСАР гледате дека имаше активност во оваа денешна акција каде се отстрануваат високо стебла, каде што ИСАР секако во наредниот период имаше претходно цела недела акција околу отстранување на вакви стебла, ќе продолжи со отстранување и во други населби, по барање на урбаните заедници, бидејќи секоја оваа операција на сеча на дрва и кроење на дрва ќе заврши дури во февруар, значи може слободно граѓаните да поднесуваат барања. И имаме ние активирано корпа која е добиена на тендер, значи секој пат ќе имаме обзир спрема граѓаните кои ќе поднесат вакво барање да излеземе на лице место и да ги отстраниме овие дрви. Професионалната територијална противпожарна единица се вклучи во оваа акција таму дека има потреба, односно е загрозена безбедноста на нашите сограѓани, ние како професионалци сме таму. Добро е тоа што ова локална самоуправа ги препозна капацитетите на противпожарната единица и земаме учество во сите вакви акции како што се од интерес на безбедноста на граѓаните. Не само нашата основна дејност, него помагаме на јавните предпријатија преку наши ангажмани со нашите капацитети кои ги имаме. Отстранувањето на овие по 50 години стари дрвја нуди по безбеден начин за живот на луѓето чии што имоти и дворови беа во опасност од надраснатите дрва. Акцијата феноменална. Прв пат после 50 години 60 сече дрва тука, се крата да се не. Ово е страшно за населот. Секој зграда е опасно. Секој дрво опасно за секој зграда прави. И редно беше. Па види населбата, овие дрва се скоро со населбата, значи околу 50 години и сега од почетокот е испуштено тоа кастрењето и сега дојде до проблеми. Дуне некој ветер и сите ние како граѓани гледаме дека нешто да не се десе или некој кирми да ќе се скрши и така. И ва акција одамна беме подкренали, обеќаа луѓето и да идеа. И за тоа сме благодарни. Денешнава акција заврши задоволително за граѓаните кои што живеат во оваа населба. Дрвјата кои представуваа страф и трепет повеќе ги нема.